продолжуваме со нашето изучување на второто послание и во овој последен дел, последна четвртина, може да кажеме, се среќаваме со теми повторно за служењето, говори Павле, и како се оценува, како се евалуира еден авторитет или едно служење во христијанството. И посебно овдека е власта, духовната власт што има некој, или духовниот авторитет што му го дава Бог. Денес е тоа актуелна тема, популарна тема. Голем дел од христијанството, темата на семинари, на конференции е лидерството или водаштвото. И христијанството денес изобилува, може да кажеме, изобилува со ресурси на таа тема. Има многу книги, има многу прирачници и многу конференции се организираат на таа тема, многу семинари. Тоест, основната тема обично почнува или основното прашање на кое се разгледува почнува со зборовите како да. Или како да бидеш ефикасен служител или ефикасен водач, како да бидеш, да градиш духовен авторитет, како да станеш успешен водач и така натаму. Сега, треба да признаеме дека многу од тие ресурси, многу од тие конференции се организирани, се водени, голем дел од материјалот е представен од луѓе кои навистина покажале во тој поглед успех, признаени се како такви водачи, основале големи цркви, мега цркви, организации. Така да не треба негативно да гледаме, неоспорно нивното влијание, но сепак Библијата ни останува основното раководство во секоја област, за секоја тема, па и за таа тема. Темата за духовниот авторитет или темата за водаштвото. Бидејќи, ако ги споредиме современите тенденции во таа област, во христијанството, лидерство, во голема мера тоа е повлијано со современата и светска филозофија, разбирање. Додека овдека можеме да видиме како апостол Павле го представува преку вдохновено, преку духовни очи, преку очите на Бог. Авторитетот или власта што Бог ја одмерува или ја дава. И во таа насока можеме да видиме и некои несоодветности меѓу она што го зборуваат денешните духовни авторитети водачи и она што апостол Павле овдека ни го кажува, вдахновен од Светиот Дух. Ајде видиме во каков контекст прво важно ни е, апостолот го пишува тоа, како и поголемиот дел од темата за службата, новозаветната служба, е представена како одговор на обвинување, така и овој дел, последните 4 глави, апостол Павле ги пишува, го објаснува своето служење, го објаснува својот авторитет, власта што му е дадена, во контекстот на нападите. Тоест како заштита од критиките што ги добива од луѓе кои го обвинуваат, кои се обидуваат да го некако делегитимираат, да неговиот кредибилитет го напаѓаат како служител, како апостол. Гледаме од целото послание дека има конфликти меѓу него и црквата во Коринт, и тие конфликти се предизвикани од еден дел, од една група, тој ги наречува 11 глава лажни апостоли, луѓе кои нудат лажен, говорат преку друг дух, друг Исус и така натаму, кои доаѓаат во црквата во отсуство на Павле, доаѓаат со цел да го изместат неговиот авторитет, да го заземат неговото водство, да заземат таа позиција. И тоа го прават со предизвикување на неговиот авторитет од овие стихови што ги прочитавме, па и од остатокот на посланието, гледаме дека е нападнат во неколку области и апостол Павле, давајќи својата заштита, всушност ни изградува, ни исцртува портрет на духовен авторитет, на служител
новозаветен служител за Господа. Обвинувањата, ќе видим и така и заштитата представена е, како што кажав, во неколку области. Прво, тие лажни учители кои со сигурност доаѓаат од Ерусалим, се јудеи, го обвинуваат апостол Павле дека тој самиот немал средба со Христос. Тоест не бил негов непосреден ученик, како веројатно тие што дошле. И поради тоа не го познава Христос лично, физички, и не може да има авторитет. Апостол Павле одговара на тоа дека имал средба со вознесениот Христос, меѓутоа и во тој поглед е нападнат дека таквите фалби се неосновани. Таквите фалби не доликуваат на еден апостол. Потоа е обвинет дека е лицемер, тоест кога пишува писма е остар, строг, смел, а кога ќе дојде во Коринт е слаб, плашлив и велат неговото поведение не е константно, не е постојано. Тоа е еден лицемер. Потоа гледаме критики и тоа ќе го видиме понатаму во 11 глава, нападнат е неговиот, тоест има исмевање на неговата надворешност, физичка појава, говорни способности и така натаму. И на крајот еден аргумент што тој го изнесуваат и на тој аргумент ќе се повика Павле во 11 глава, и обвинет дека не зел финансиска помош од црквата во Коринт. Видовме во 11 глава дека Павле не зима и тој го прави поради причини да не му биде загрозена пораката, да не биде условен со тоа што некој му дава пари. А пак лажните апостоли го користат тој момент за да го обвинат и дека не зима пари зашто и самиот знае дека не заслужува. Тој самиот знае дека го нема тој авторитет и затоа нема смелост да земе таа помош. И апостол Павле, одговарајќи на сите овие критики, на тие предизвици, исцртува еден портрет на водач кој треба или на служител кој треба да се отсликува во нас. Каде да сме, ние треба да го носиме тој карактер на служител, тој карактер на авторитет. И основното што апостол Павле овдека го истакнува како еден принцип е дека водаштвото или духовниот авторитет е служителски, а не господарски. Тоест, тоа водаштво или тој авторитет се практикува не како господар или шеф, но како слуга. И сега, тој поглед, тој разграничува во еден дел во првата половина на текстот авторитет или власт, повеќе говори за власт, тоест кој е легитимната власт, како ќе ја видиме власта која навистина е од Бог и се практикува она како што Бог ја дава, а во вториот дел говори повеќе за кредибилитетот на една служба, која навистина или како изгледа навистина духовна служба. И важно е на овој текст за сите нас, бидејќи независно дали во нашиот духовен живот сме во позиција во некаква конкретна служба на водачи или некои што следат, бидејќи сите ние, буквално сите ние како христијани сме во позиција и на водачи. Зашто Бог не поставува во различна средина, на работа, во црква, кога евангелизираме, кога во семејството на своите, како сопруг на сопругата или како родители на деца, сите ние сме поставени во позиција да влијаеме и сите сме во позиција да бидеме повлијаени. И затоа овие принципи се важни за секого, за секој христијанин. Зашто ни давате на добра оценка и на добри принципи, критериуми според кои можеме да оценуваме какво е нашето влијание, какво е нашата власт што ни дава духов на Бог во однос на другите и какво е нашето служење. Прво, рековме првиот дел, нема да го читаме, веќе го прочитавме, од 7 до 11 стих говори за власта, авторитетот. И јасно дека апостол Павле говори, 8 стих вели, бидејќи кога би се пофалил малку повеќе со нашата власт која ни ја даде Господ. Нели? Потоа говори за 7 стих за
дали е Христов како апостол има пред се овде како предвид и 9, 10 и 11 стих говори за неговиот авторитет кој тој го практикува, а е критикуван дека е слаб во тој поглед. Тоест, не е авторитарен човек. Не. Ајде да видиме. 3 поенти има овдека, тоест 3 оценки дава. Прво, говори за заедништвото со Христос. Ги прашува на надворешноста ли гледате? И кога ги прашува на надворешноста ли гледате, ги има во предвид токму оние критичари кои имат пред надворешноста, не внатрешноста, внатрешниот живот, туку надворешниот, тоест критикуване дека нема кредибилитет, бидејќи тој не е Христов во поглед на физичка врска со Христос. Овие учители, лажни апостоли, во 11 глава апостол Павле открива дека тие доаѓаат од Ерусалим, дека тоа се евреи кои доаѓаат од Ерусалим. Тие луѓе веројатно имале можност да слушат проповеди од Христос. Може би биле дел од тие 500 или големите толпи кои оделе по Исус. Може би и разговарале со Исус. И Павле не го одрекува тоа дека тие се Христови во тој поглед, во надворешноста, во поглед на некаква формална врска што имале со Христос. Павле е од Тарс, Савле. Тој најверојатно доаѓа во Ерусалим откако веќе се завршило. Тој доаѓа како гонител, бил ученик на Гамалиел, големиот учител. Меѓутоа и Гамалиел го гледаме покасно, откако веќе црквата почнува да биде гонета. Така да Павле или Савле претходно немал врски некакви со Христос, немал можност да го види, да го слушне. Меѓутоа Павле вели, тоа ли е критериумот? Тоа што вие сте имале можност да го слушате ве прави вас Христови, а ние не сме ли Христови? Прашува Павле. Што со нас? Што со нас? Оној што е уверен дека е Христов поради надворешноста, нека смета, нека мисли, размисли во себе дека како што тој е Христов и ние сме Христови. Како сме Христови ние? Во кој поглед сме Христови? Малку порано во 5 глава апостол Павле им вели кој е во Христос, тоа е ново создание. Кој е во Христос, тоа е ново создание. Што значи? Христос, духовната врска со Христос, Христос во нас, присуството на Христос во нас не прави Христови. Зошто имаше многумина кои беа со Христос додека тој служеше на земјата. Ама се тргнаа, се отидоа. Го гледаа како слуша, го слушаа како говори, го гледаа, може би разговараа со него, ама се отидоа. Но некој кој никогаш не го видеа како Павле, го примија во себе и станаа ново создание. И како ново создание се преобразуваат. Што значи ново создание? Христос им ја промени суштината. Христос се промени суштината на Павле. Тој беше Савле, стана Павле. Без да има физичка, без да го слушал некогаш кога проповеда. И тоа е квалификацијата, тоа е кредибилитетот. Може би ти си бил со Христос, меѓутоа сега друг дух говори во тебе и ти говориш за друг Христос, не за тој Христос со кого што си бил некогаш. Заедништвото со Христос е важното. Заедништвото е тоа кое ја легитимира духовната власт. Заедништвото што Павле го има со Христос, како ново создание, неговата преобразба е таа што го покажува неговиот легитимитет како апостол. Тој има заедништво со Христос. Заедништвото е овдека важно.
Во 11 глава, 3 стих, апостол Павле ќе изрази голем страф, големо едно притеснение дека тие лажни учители кои дошле, лажни апостоли, ќе ги отргнат учениците од таа едноставност во верата во Христос, од таа едноставност во заедништвото што го имат со Христос. Таа искреност, таа чистота, таа едноставност. Тој ќе каже таму, се плашам да не ве одвлечат по некој си друг Христос. Тие учители дошле, веројатно се некакви мистики, веројатно со гностицизам, веројатно со некои учења кои не водат кон заедница со Христос, учење кое ги оддалечува од личното општене со Христос, од таа лична врска со Христос. И апостол Павле овдека представува еден многу едноставен принцип. Основното е дали си Христов, основниот принцип, основниот критериум дали си Христос е заедништвото што го имаш со него. Имаш ли ти заедништво со Христос? Едно блиско, едноставно лично заедништво со Христос. И тоа е првото. Ви гледате на надворешноста, гледате кој бил некогаш со Христос. Многу поважно дали сега ти имаш заедништво со Христос. Така се гледа кој е Христос, кој е Христовиот. Понатаму, бидејќи кога па се пофалил, вели, и малку повеќе со нашата власт која ни ја даде Господ за вашето изградување, а не за разорување, нема да се посрамам. Јас нема да се посрамам од онаа власт што ми е дадена од Христос, која ја користам, која ми е одмерена за да изградувам, а не да разорувам. И овдека ова единственото место во посланието, во ова послание во кое Павле говори за власт. И го употреба зборот власт. И зборот власт не е вообичаениот, интересен, тоа е зборот ексусија, кој значи слобода на некој да избира, да решава, слобода да се однесува како што сака. Тој решава како ќе се однесува. И го користи тој збор, бидејќи власта, и тогаш па и денес, но тогаш многу повеќе, се разбирала како можност на некој самиот да решава. Оној што има власт, тој ги одредува правилата според кои треба се однесуваат подчинетите. Тоест, власта значи право некого да го контролираш, да му одредуваш ограничување, да му поставаш ограничување, тоест му наметнуваш правила како ќе се однесе. И тој нема слобода да се однесува како сака. Тој мора да се однесува според правилата на власта. А власта во онаа време пак, оној што ги одредува правилата, не е подчинет на тие правила. Тој избира како ќе се однесува. Додека подчинетите се однесуваат, тоест власта подразбира притисок, контрола, ограничување, покорување. Тоа е, и тој збор е овдека употребен. И вели, Христос мене ми даде власт. Ексусија. Но јас самиот сум подчинет на Христос и таа власт, јас не ја користам за да ги подчинувам луѓето, тоест да ги ограничувам, не ја користам за да ги поставам во некаква контрола. Туку таа власт јас ја користам, таа слобода што ми е дадена ја користам за да изградувам луѓе. Тој говори, тој се разграничува самиот од тие лажни апостоли. Во следната глава 11 тој ќе ги праша коринтијаните: ако јас дојдев како нив и ве удирав по образите, и ве притискав, и ве малтретирав, вие ќе ме почитувавте. Меѓутоа јас дојдов со кроткост, со благодат. Овдека тој прави разграничување меѓу власт која се користи, меѓу авторитет кој дава слобода на луѓето и авторитет кој ја ограничува слободата на другите. И овдека вели, јас не припаѓам кон тие авторитарни водачи, зашто власта што ни ја дава Христос нема таква цел. Не е тоа власт која треба да покори, да ограничи. Туку таа е власт која е дадена за да гради
луѓе, да ги гради луѓето, не да ги разорува. Кога ти поробуваш некој, ти го разоруваш, го ограничуваш. А власта што не даде на Христос е да изградуваме зрели личности кои ќе бидат слободни да го донесат правилното решение, тоа е слободно ќе изберат да се покоруват на Бог. Слободно ќе изберат да му служат на Бог. И тоа е разликата, вели апостол Павле. Јас не доаѓам со камшик, не доаѓам како господар да ве поробам, туку јас доаѓам како некој што Христос ми дал вас, да ве изградам во Христос, во покорност кон Христос, во послушност кон Христос и ви изградени како слободни во Христос, да изберете да му служите на Христос. Не на сила, со камшик, туку по благодат. И тоа е едно разграничување што ја го прави меѓу власта како што тој ја применува и како што ја применуваат тие лажни учители. Наместо јас не го контролирам вашето поведение. Јас изградувам карактери. Мојата цел е преку Евангелието вие да станете ново создание кој ќе биде преобразувано бидејќи Христос живее во вас и ќе сака да го живее Христовиот живот. Ќе избира слободен да го избира Христовиот живот. Духовната власт нема таа власт која му е дадена и таа власт која нас не дадена, нема допирни точки со со насилна принуда, со команди, како што некои решавале да постапуваат со коринтијаните. И Павле тоа прави насекаде низ посланието. Им вели во 24 стих на 1 глава: но некако ние да владееме со верата ваша, туку сме соработници на вашата радост. Ве молам кон него да покажете љубов. Не велам ви заповедам, ве молам. Или ова ви го велам некако заповед. А со ова ви давам само совет, зашто тоа е полезно за вас. Направив ли грев што понизувајќи се себе си, ве истигнав вас. Тоа е идеја. Јас дојдов како слуга, дојдов како понизен, за да вие бидете издигнати пред Бог. Вие да станете слободни во Христос, непоробени во Христос. Не практикува власт со сила, со заповед, со притисоци. И тој е критикуван заради тоа. Критикуван од лажните апостоли и дел од коринтијаните, кои како е тој апостол, кога не доаѓа со како автократ. Што ме апостол, тој треба нас сега тука да не построи и да не пороби. И затоа оценет како слаб човек. Лажните апостоли, тој е слаб, никаков е. Во понатамошниот текст во следната глава ќе видиме апостол Павле тоа го зема како позитивност. И вели, да, така е, но тоа е позитивноста, тоа е благодата, тоа е Христовиот карактер. И тоа е, како ја користиме ние власта? Тоа е прашањето. Дали луѓето над кои што имаме влијание, а имаме влијание над луѓе, секој има влијание над некого. Дали сме градени, дали тие се градени под нашето водство или пак се разорувани. И дали за нив службата е полна со љубов, со радост, или пак се чувствуваат како притиснати, насилени да го прават тоа. Дали се фрустрирани, притискувани, ограничувани или полни со радост. И искреноста. Вели, во тој поглед јас сум константен. Велат дека сум силен во писмата, а слаб кога ќе дојдам меѓу вас. Не е така, вели Павле. И почнува. Никој да не се мисли дека преку посланијата јас ве заплашувам. Не е тоа намерата. И потоа продолжува обвинувањето го дава во 10 и 11 стих, вели, оно што ме обвинува на таков начин, дека сум силен во посланијата, а слаб меѓу вас, нека знае дека какви сме во зборовите во посланијата, такви сме и на дело кога присуствуваме. Да, тој има напишано едно остро послание кој не го знаеме, но уште на почетокот Павле вели, во првите стихови на ова послание, јас го напишав и го испратив, но со солзи го испратив. Дори во еден момент си мислев, требаше ли го направам тоа? Бев во мака,
Но потоа разбрав дека добро е што сум го направил, постапил така. Тоест, ако сум го напишал, таа околност се налагала да го напишам така. Но не да ве заплашам, тук, бидејќи јас сум исти од секогаш. Јас сум постојано транспарент, отворен. Во првата глава им вели, нашата пофалба е оваа. Сведоштво нашата совест дека со простодушност и искреност пред Бог, а не со телесна мудрост, туку со Божја благодат живееме на светот и особено меѓу вас. Тоа се им вели. Целосно зависам од Божјата благодат. И тоа го признавам насекаде. Нејасно Божјата способност, Божјата сила во мене. И јас сум секогаш пред вас отворен. Кога вели простодушен и искрен, зборот искрен, во основата го има Хелиос, кој значи јас сум прозрачен како да поминува низ мене сончевата светлина. Тоест можете, толку сум прозрачен, прозирен, што може како една чаша чиста вода да видите како поминува сончевата светлина, сончевите зраци. Целосно прозирен, целосно транспарентен. Што е спротивноста на лицемерието. Не се правам нешто што не сум, и секогаш велам дека не јас, туку Божјата благодат е таа која действа во мене. Така да, во тој поглед, Павле, јас сум секогаш еден исто. Дури кога пишувам остро во посланијата, и во посланијата јас велам дека сум слабиот апостол кој се фали со Господ, а не со себе. Така, тоа се тие три области кои говори ова за авторитетот, за власта, и во сите тие области има однос. Однос со Христос, заедништво со Христос, однос со коринтијаните, и тоа однос на авторитет, меѓутоа кој гради, не разорува, и на крајот говори за еден однос на искреност. Тоест, јас сум транспарентен, јас сум постојано отворен, се представувам она на вистина што сум. За разлика од лажните учители кои доаѓаат со цел да се промовираат себе си. Тоест, нивната единствена цел да се покажат колку се големи. И тоа е веќе вториот дел, автентичното духовно служење, 12 од 18 стих, или како го оценува тоа служење. Прво, еден служител, Христов, не треба да се промовира сами од себе си. Тоа е првото и основното кој го кажува овдека. Зошто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некои од оние што сами се препорачуваат или се промовираат. Тие не разбираат дека се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе. Што вели овдека Павле? Нашата цел, јас немам намера сега да се надпреварувам со тие лажни апостоли. Тие дошле со некои препорачени писма. Тие се представили како големи оратори. Тие се представили како големи апостоли. Некои кои го познавале Христос лично. И дошле меѓу вас со некакви дарби, дошле со некакви учења големи. И сега тие очекуваат, тие лажни учители очекуваат, јас да почнем да се надпреварувам со нив. Очекуваат јас да ги следам сега нивните стандарди. Павле вели, не смеам, јас воопшто не смеам да го правам тоа. И ако некој дошол со таква намера во црква, да се представи како многу голем и сега да ме испровоцира, јас сега да се надпреварувам со него, да знае дека тој се надпреварува со самиот себе си. Зашто мојата намера не е јас да се надпреварувам со другите. Власта што ми е дадена од Христос, службата што ми е дадена од Христос, не е за надпревар, туку таа служба е за изградување на луѓето. Да. Тие се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе. Не може да ме предизвикат. Не е тоа мојата намера, не е тоа мојот повик како служител. Но за жал, тоа само промовирање, само препорачување е проблем. Проблем е за нас луѓето. Интересно ми е дека последните, може би, порано го немало тоа, но последните децении се појаваат служења, големи служења, познати светски, кои ги носат имињата на основачот или на оној што служи. Оној големиот служител, кој, например, Бенихин министри, или во Македонија Кајшаров министри, или, сега не ги знам сите кои се, но тоа е характерот. Во Бугарија има еден
Пламен Петров министри. И организираат конференции, семинари, пишуваат книги, нивниот билборди, нивниот лик насмеан со сите достигања што ги има. Успешни се, веројатно. Меѓутоа, јас не познавам Џон Весли министри, или Жан Калвин министри, или Мартин Лутер министри. Немало таква појава во минатото. Џон Бањан министри. Денес тоа е популарно. Едно самопромовирање, тоа покажуваме колку сме ние големи со едни CV кои се така впечатливи, восхитувачки и привлекување на вниманието кон себе. Има еден човек, Клиф Бароус, јас не знаев за него. Чула некој за Клиф Бароус? Не. Знаете дека тој е човекот кој ги организирал, главниот клучниот човек кој ги организирал овие кампањите на Били Греем. Никој не знае за него. Тој ги водел хоровите, славеното и комплетно целата организација. И во неговото, кога пишува, кога ќе најдеш за него информација, пишува само служител на Господ и работник во организацијата на Били Греем. Ништо повеќе. Тој не се споредил, неговата намера не било сега да се надпреварува со Били Греем или со некој друг служител. Тој знае кој е неговото место и го прави она што Господ му го дава, како што Павле вели во следниот стих. Значи, Бог не ни дал служба за да се надпреваруваме, да се самопромовираме, тоест да се докажуваме пред другите, или ако некој дојде со некои стандарди, сега ние да ги прифатиме и да се надпреваруваме с тие стандарди. Ние пак не без мерка ќе се пофалиме, туку според правилото на мерката што ни е определено од Бог, за да допреме се до вас. Зашто ние не посегаме преку својата мерка, како да не сме стигнале до вас. Мерка кажува овдека и фалба според мерката што ни е определено од Бог. И тука кога говори за мерка, контекстот е токму тоа, служењето и ограничувањето, тоест рамките во кои ние служиме. Павле вели, јас дојдох овде во Коринт, не знам очигледно тие лажни апостоли дошле да се промовираат себе си, да се препорачуваат себе си. Јас дојдов меѓу вас поради мерката што ми ја одреди Христос. А кој беше мерката што Христос ми ја одреди? Тој ме избра да бидам апостол на паганите, на неевреите. Вие сте во Коринт неевреи. Јас дојдов овдека како служител, како апостол на неевреите, за да ви служам вам. И тоа е мојата увереност дека сум на правилниот пат. И затоа јас немам потреба од сопствено промовирање. Немам потреба од надпревар со другите, зашто знам кај сум испратен, знам Бог кај ме испратил, знам Бог што очекува од мене и јас го правам тоа. И тоа е доволно за да биде за мојата увереност во мојата служба. Јас имам доволно да бидам сигурен дека го правам оно што Бог го бара од мене. Бог ме пратил да бидам апостол на неевреите, и јас одам меѓу неевреите, останам цркви, го проповедам Евангелието. И на тоа се сведува мојата служба. И јас не посегам преку својата мера, преку она што Бог ми го одредил. Бог не ми одредил да се надпреварувам со тие еврејски апостоли. Бог ми одредил да дојдам кај вас и да ви го проповедам Евангелието. И на тоа се сведува, тоа е мојата мера, што Бог ми ја дал. И јас се фалам, тоест сум уверен, доволно ми е тоа што знам дека го правам оно што Бог ми го одредил да го правам. И тоа е многу важно. Сите сме во некаква служба и секој што е во Христос има некаква дарба што Бог му ја дал и критериумот, оценката е Бог ти одредил мерка, ти си таму, не за да се надпреваруваш со некој во друга служба, туку со сигурност, со увереност да го работиш оно што Бог ти го дал да го работиш. Проблемот е овдека што Павле го изнесува е искушението сега да излезе од таа област што Бог му дал апостол на неевреите и да почне сега да се надпреварува со тие таму. Проблемот е што во таквите случаи или ќе дојде гордоста,
може би ќе се покаже поуспешен според тие стандарди што тие ги наметнале, за тоа кој повеќе се самопромовира, кој ќе се представи поголем тако учител или говорник, или пак ќе биде фрустриран ако не успее да го стигне нивниот стандард. Знаете, јас сум си во рамките не излегувам, не посегам преку својата мера. И мојата мера е, и она што е основно за мојата служба, она што е основно за службата на секој христијанин е Евангелието. Ние сме тие што ви го донесовме Евангелието. Тие не доаѓаат тука за да ви донесат Евангелие. Евангелието вие веќе го примивте преку мене. И тоа беше основата на мојата служба. Јас дојдов овдека не да се промовирам себе си, туку дојдов овдека да ви кажам за Христос. Евангелието Христово. Таа фраза Евангелието Христово го сумира делото на Христос. Добрата вест, благата вест. Дека ние бевме грешни, Христос го зеде нашиот грев. Умре, воскресна, не оправда, не освети и направи од нас ново создание. Тоа е Евангелието. Не ослободи од вината, не ослободи од гревот, не ослободи од казната, од проклетството. Мојата служба, мојата мера е таа. И овде кога го кажува тоа апостол Павле, тоа е мерата на секој. Тоа е службата на секој. Фокусираноста на Евангелието. Секоја христијанска служба во основа е ориентирана кон Евангелието. Тоест, секоја служба има промовирање на Евангелието на добрата вест. Ако една служба е лишена од таа промоција на добрата вест, тогаш не е вистинска служба. Ние излегуваме од мерката што Бог ни е дал. И сега Павле вели, јас сум си спокоен. Може би вие имате мислење големо за некои кои се многу големи, си представат како големи. Јас сум спокоен. Моето беше да ви го представам Евангелието Христово и јас го направив тоа. И тоа е првото нешто. Христијанската служба, новозаветната служба е служба за она што Христос го направил. Тоест, градиме на она за што сме. Ние сме за спасение на луѓето. Ние сме за промовирање на Христовото Евангелие. Има христијани, сум се среќавал такви, кои ќе првото нешто, уште кога ќе се видиме, основно тоа е, еве, луѓето сите се во темнина, суеверни, суетни, ѓаволот ги повел, па имат лажни представи за Бог, лажни учени, така натаму. Тоест, некако основното околу кое се фокусирани, има еден негативистички однос, тоест, постојано говорат против што се, а не за што се. Како нивното, како да се поробено од тие лоши вести. Додека лајт мотивот на еден христијанин е она на апостол Павле. Тој не се занимава многу со тие лажни учители. Тој е јас додав да го проповедам Евангелието. Да, ќе одговори на тие критики што ги има од нив, но тој си го знае она што е негово, да си го проповеда Евангелието. Бог во Христос го помери светот со себе. Тоа го кажува јасно во 5 глава 19 стих. И откако и нас не помири со него, и го помири светот со себе. Добрата вест е таа што го води во службата. И во тој поглед, тој не е затворен на едно место. Тие дошле, лажни учители дошле во Коринт, си нашле тука добра средина, и сакат да го избуткат авторитетот на Павле и тука некој да си направат свое царство. Павле вели, не се фалиме со тугите напори. Ние тамо евангелизиравме, основавме црква во Коринт и сега што правиме? Одиме натаму. А некои дошле тука сега со тугите напори, на тугиот труд, сакат да си направат свое царство. И тука да си изградат своја тврдина со тоа што ќе ги нападнат сите други и тука ќе си царуваат, наследувајќи се на власт и авторитет на другите. Павле вели, не, ние подалеко го проповедаме Евангелието, подалеко од вас, одиме ние понатаму сега.
и да не се фалиме со готовото на туѓи област. Тоест, завршивме работа, се грижиме за црквата во Коринт, меѓутоа мерката што Господ ни ја дал, да одиме и понатаму. Зошто служењето не е затворање, како што сакале да направат ти лажни апостоли, да си влезат тука во црква, да се најдат добра средина, можност да царуваат сега. Не, то не е нашата цел да влеземе во една црква и тука сега да господариме. Нашата цел е да го шириме Евангелието и понатаму. Зашто тоа е суштината на служењето. Христијанството, Евангелието е ориентирано кон надвор. Тоест, но служењето или црквата нема во својата природа нема тенденција да се гетоизира, да се претвора во клуб, да се клубизира, туку секогаш е насочено понатаму доди, да се шири уште повеќе и повеќе. Зашто нема страв во Евангелието дека ќе биде заглушено од темнината. Зашто Евангелието е светлина. Светлината не се плаши од темнината, зашто светлината кај што ќе оди веќе нема темнина, пробива низ темнината. И тука апостол Павле го представува своето служење, тој се представува како служител во еден процес. Тој постојано е во процес. Во процес на спасување на нови луѓе, и во тој процес тој е во едно исчекување што Бог ќе направи. Се надеваме дека со растението на вашата вера меѓу вас и ние по нашата мера ќе пораснеме во изобилие. Има еден постојано исчекување, еден постојано надеж дека ќе растат работите, ќе има напредок. И овде пак го гледаме овој однос на Павле кој тој е авторитетот, тој има духовната власт, меѓутоа не се однесува кон коринтијаните како некои кои треба само да слушат, да чекат, туку и тима дејства врз апостолот. Вели, заедно ќе пораснеме. Вие ќе растете, ќе се изградувате преку службата, што Господ не власта духовната, меѓутоа ние имаме очекување, бидејќи заедно сме сите во ова и ние ќе пораснеме заедно со вас. Тоест, ќе има едно заедничко општо влијание. Ние со нашиот авторитет влијаеме, ама и вие влијаете на нас и на крајот Бог прави да растеме сите. Сите сме заедно и очекувам да видам што Бог ќе направи понатаму со сите нас. Бидејќи тоа е Евангелието, тоа е новозаветното служење. Сите растат. Јас растам со вас заедно. Заеднички растеме. Кога јас проповедам, и јас се учам. Кога јас проповедам, Бог и мене ми говори. И вам ви говори. И очекуваме да видиме што Бог ќе направи со сите нас заедно, како заедно ќе пораснеме. И на крајот, последното е она што го повторува, два пати, еднаш во првото послание го покажа и пак го повторува овде кај во второто послание. Тој е единствениот стих што се повторува и во единствената реченица и во двете послания, и во првото Коринтини и второто. Кој се фали? Со Господ да се фали. Важно е за апостол Павле пак да го напише, зашто гледа дека црквата во Коринт има потреба од таа вистина. Зашто луѓето во Коринт биле горделиви, си завидувале еден на друг, бидејќи овој бил Павлов, тој бил Петров, овој бил Аполосов, се надпреварувале кој ќе биде поголем. Ако овие Петровите направиле нешто, се ние ќе направиме нешто повеќе. И ќе се покажеме како поголеми од нив и повистински христијани. А пак Христовите сигурно биле најголемите, зашто тие се Христови. Павле вели, кој се фали? Со Господ да се фали. Зашто нема човечки стандарди за оценување, нема споредби, нема лично рекламирање. Само Бог треба да биде на крајот прославен во сето тоа. Зашто ако така почнеме да се надпреваруваме, да се рекламираме, да се оценуваме едни со други, или ќе се изфрустрираме на крајот, или пак ќе се почувствуваме горделиво. Еве, ние сме најголеми, поголеми од другите. Единствената основа за фалба за апостол Павле е она што Господ го направил. Не е признан, вели, она што самиот себе се препорачува, туку она што Господ ќе го препорача. Оно што ќе ги задоволи, вели Павле, овие работи.
Оно што се однесува според власта, на начинот на кој што Бог ја дава, за намената што Бог ја дава. Оно што се во службата ја работи како што Бог ја дава службата. Тоа е Божјата препорака. Павле се фали само со Господ, зашто знае дека тој не работи според во рамките или според своите способности. Тој работи според Божите способности. Бог ја дава способност. Ништо вели не е од мене, се е од Бог. Се е Божја сила. И тоа не е лажна скромност, тоа е духовна реалност за Павле. Тој е константен во тој поглед, постојане. Нема место во кој што тој вели јас сум најголем од сите, а потоа да каже јас сум најмал. Секаде тој вели едно исто. И затоа обвинувањата на лажите апостоли се јавни, се видливи. И на крајот прочитав, најдов еден текст за Џон Стот. Џон Стот е еден негов асистент, има напишано, оставено едно сведоштво, еден современ пример за духовен авторитет во службата. Како што би требало, нели, да биде. Вели вака, то прво утро, првиот негов работен ден, влегов во спалната соба на Стот и, вели, тоа беше мојата канцеларија во текот на дневните часови. И таму на мојата работна маса најдов ракопис негов, 10 страници со белешка. Ова е интервју за книга напишана за безбрачни луѓе кои живеат третата деценија од животот. Може ли да ми дадете повратна информација за тоа што го кажав и да ми предложите какви било промени за да бидат поинтересни или релевантни тоа интервју. Тоа првиот ден е на работа тој асистент, што току завршен, се дипломирал на факултет, дошол да работи кај него, го зел да му биде, нели, да му помага. И уште првиот ден наоѓа ракопис, подготвил Џон Стот. Нешто ми вели, ке ми значи многу ако имаш некакви забелешки, предлози за, нели, текстот. И тој вели, не мислев дека јас како 21 годишник ќе можам некој да помогнам, но сепак внимателно го прочитав ракописот и дадов некои предложенија да и додатоци и измени. Следното утро вели, повторно моето биро имаше ракопис и белешка. Што мислиш сега? И видов дека целото интервју беше редактирано, секој предлог беше земен во пред и беше вклучен во текстот. Светски познатиот 70 годишен учител, писател, се согласил на секој совет од неодамно дипломиран студент на неговиот прв ден на работа. Научив дека клучната карактеристика на Стот е неговата понизност, тоа сосема така, искрена, разоружена од било какви лукавства. Стот знаеше да каже, понизноста не е друг збор за лицемерие, тоа е друг збор за искреност. И продолжува, пак цитат негов, ние не се преправаме дека сме нешто друго, туку ја признаваме вистината за тоа што сме. Со осетливо чувство за парадоксот на нашата човечност, тој препознава дека ние истовремено сме и најславните суштества во целото создание, бидејќи Христос такви не направил, откупени, но и во исто време бунтовните грешници кои го смеваат Бог. Е тоа на што го вели апостол Павле. Една искреност, понизност, зашто тоа сме ние во суштина. Се друго со што ќе се представиме е нешто што не сме. И е лицемерието. Ние сме, да, прославени од Христос, од Бог во Христос. Но во исто време ние сме тие грешници, слаби и немокни. И тоа висти. Големи сме заради Христос единствено, а мали сме заради самите нас. И ако се фалиме дека сме големи, тоа е само заради Бог. Бог не направил големи. Е тоа е оној клучниот момент во кој што или ја добиваме, или ја губиме таа битка за авторитет, за власт, за служба. Моментот е нашето смирено однесување во секој детал, во секој момент на животот. Нека не водат сите овие принципи, важни се, и Господ да преку тоа да не оценува, тоест тој да не вреднува, тој да не препорачува, а не самите ние.